Ти викам Мешевски од која возам Мондео, сите господине, па господине, врзи се. Па да ти кажам и господине, мал зборов за ваква кола. Господине вака, господине така, господине да ти забришам шофершајвна, вика. Одлично. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Ајде. Го можеш тоа за Фирчев? Па си било до сега на тебе, ајде си може. Да, Василе, да. Нормално дека го можеш, да. Благодарам, Василе. Секогаш сум тука за тебе, Василе, секогаш. Да, тоа е тоа, Василе, тоа е тоа. Па нема везе, ти само кажи за Фирчев и јас ќе дојдам, окей? Да, колку си... Не, ти си огледала всушност. Шо му е на човеков скренач? Но ова ни у Београд го нема. Ни у Титово. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости, актерите од Преспа. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, ова е 1 на 1. Дај таа бул за пеперминт. Како си? Многу е убаво. Одлично! Само лоповите у затвор да идат. Супер, се слагам. друго е убаво. Се слагам, ја немам ништо против. Да идеме дали со сето тоа се слага нашиот пријател Спасе. Сега ќе му звониме. Видиш, и он ни звони нас. Ало, Спасе. Како си, Спасе? Добар сум, ти како си? Добре, може и подобро. Чекај да те попуштам малце, не те слушам во студио. Кажи. Ова е тоа делот кај што те прашуваме, ние го нарекуваме Прашај го Спасе. Прашај го Спасе. Прашај го Спасе. Така. Тука си, или да не се исклучи за време на джинглот. Ако пееш, ти више не ми се јавите. Добро. Вака, прво прашање. Христијан Михајловски, колку пати си се опијанил? Бе мене ми вадат муабите алкохоличар у село. Ама 2 пати си јам опијането. Еднаш роден ден ми беше и која не ми е роден ден исто пијам и така. Добро, окей. Горан Томов те прашува. Спасе, дали знаеш дека во недела е многу сладка водата? А да не се дрогираат кога ми пишуваат прашања вака. Добро, окей. Сара Ристоска те прашува. Дали Спасе би сакал да ја води 1 на 1 од студио, а Жаре да си седи во булачани и да ти се јавува по 100 пати? Да. Окей. Тино Димовски те прашува дали Спасе ќе ми даде телефон? Па ја татко ли сум да му дам? Чек. Што? Како се вика? Тино Димовски. Мајка да не му една таа кафана ту радишани што работи. Не, сигурно не е тој. Не. Никола Ѓоргиевски те прашува. Колку килограми е Спасе? Доволно. Чекай му. Зашто е доволно? Да не ме сака жена ми. Бојан Здравевски те прашува дали Спасе знае кој сум јас? Па он ако не знае, ја ли да знам како? Наташа Новаковска те прашува што расте Спасе најмногу во Булачани? Па беше прво 1,50 м, после 1,60 м, па крадат таму сливите и... Чекай. Абе те прашува што расте најмногу, што беше место? Па тоа најмногу расте на купшијата детето магарење. Добро, окей, Спасе.
Спасе, поздрав, нешто за крај да не сакаш да им кажеш на гледачите? Не ми се јавуваш више, доста да ми се. Океј, важи. Чао, Спасе. Чао. Ќе престанеме да му се јавуваме на Спасе оној пат кога ќе си заминеме од Македонија, но има многу причини да не си заминеме од Македонија. Најголемите 10 причини да не си заминеме од Македонија, тука е да ни ги каже Маја од вчерашни новости! Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Топ 10 причини да не си заминеш од Македонија, број 10. Грдо си излезе на сликата од пасошо. Така е. Топ 10 причини да не си заминеш од Македонија, број 9. Оти во Германија само тебе те чека да појдеш. Само тебе те чека. Да, тоа е вистина. Број 8. Фамилијата ти има купено гробно место, греа тој да правиш дупли трошак. Тоа е сосема оправдано. Број 7. Тајзи и неговите песни. А толку, тоа е причина. Топ 10 причини да не си заминеш од Македонија, број 6. Нема шанса да фатиш женска ако се викаш Величе. Продолжуваме со 5-та причина да не си заминеш од Македонија, број 5. Таксистите во странство не знаат да ја прават нивната држава. За разлика од нашите. Одлична причина. Број 4. Цигарите се многу скапи. Ќе пушиш само кога ќе ти пушташ тека роде од роднините. Ова се топ 3-те веќе. Број 3. Не си досликан со сите споменици од Скопје 2014, имаш уште 10. Супер. Број 2 причина да не се иселиш од Македонија. Бројот на Иван иселители во Македонија е 1, а бројот на Иван иселители во остатокот на светот е 0. И број 1 причина од топ 10 работи што треба да ги чуеш за да не се иселиш од Македонија, број 1. Во странство нема пирошки по свадби. Благодариме Маја од вчерашни новости. Гледате вчерашни новости во недела во 19:10 часот. А ние продолжуваме со преспав, но претходно има некои луѓе што сепак одлучуваат да се одселат од Македонија и покрај сите овие причини, еден од тие луѓе е Сузана Гавазова. Да, најпознатата македонска фолкерка која живее веќе во Шведска. Ние направивме со неа скајп интервју, да, ја чувме да ја видиме како е во Шведска во новиот дом и еве што ни кажа Сузана Гавазова директно од Шведска за 1 на 1. Чего во Стокхолм си ти? Не, во Хелсинбург. Кај е тоа? Тоа е близу Малме, тоа е... Доле, јужно е тоа. Да. А зошто баш таму сте? Зошто не сте Гетеборг, Стокхолм, нешто? Па јас би сакала да ти кажам, тие се многу по-живи градови. Хелсинбург тие таман за фамилија, вака. Мирно градче, сите одат на работа, сите се успешни. Како бе така сите се успешни? Немогуче е тоа. Сите добро изгледат, сите одат на тренинг. Тоа мора да го спомнам. Значи ако си со стомаче таму, ништо? Ништо. Сите до терен, на средини. Сопругов ни е босанец, така? Сопругот е босанец. Од каде? Од Босна? Баш си има таму родители, чуда, све? Од Западна Босна, тој од Сански мост. Ама значи таму му живеат, уште си има роднини, чуда? Да, родителите живеат на лето во Босна, на зима овде во Шведска. Сопругов босанец и те разбираше на струмички? Па добро, ние сите знаеме српскокрваци јазици од стара генерација. Вика, симпатичен ми е некако струмички. На почетокот, кога ќе сретнеше некои луѓе од Скопје, од Битола, велеше, добро, јас вика, ги разбирам тие од Скопје што зборат скопски вака, битолски, ама тие од Сибица кога ќе почнете вака да зборувате, ништо не разбирам. И ти даде ли прстен и златни ланаци или тоа е мит само, не ги даваат сите босанци? Дават. Ај кажи ми на шведски, како би била македонска песна, еве на пример нека биде домаќине добри гости дојдоа. На шведски испеј ми ја да ја чуеме.
Нема проблем. Ајде. Зборот домаќинка во Шведска баш и не постои, но може буквално да го преведеме како Нема домакини во Шведска. Хемман. Има доста домаќини се овде. Само швеѓаните прават јадење. Жените не ги... Жените на пилатес. Да, жените си наоѓаат некоја друга заниција. И ти знаеш кај одиш, еј. Па да. Значи вака. Хеман, тревнига јесте харко. Јесте. Имаше некој јесте. Тревнига јесте харко. Фантастично. Фантастично. Што е јесте, кажи ми? Јестер, гости. Добри гости, бе. Да го поздравиш Јасмин и да ги поздравиш и дечињата. Фала, ќе ги поздравам сите. Поздрав до Македонија, поздрав до вашата емисија. До тебе, Жаре. Па се слушаме пак, важи. Многу беше краток разговорот. Јас мислав дека повеќе ќе разговарам. Секој пати подолго ќе правиме. Морам да одам, имам состанок некој. Туку во Македонија мора да рмбаме цело време, не се големи платите. Да, па и тука се рмба. Што да се прави? Прва сработи. Ја помислев ќе дојдам таму и ќе накривам капа и готово. Не, тука повеќе се работи од колку Македонија, веруе. Ништо, ќе си седам тука тогаш. Време за вице-премиерот Мешевски. Ова е за рециклажа. Како си ми? Ја, ти како си? Јас сум одличен, правев муавец со Сузана Гавазова. Так. Да. И што вика? Сузана Гавазова е исклучително атрактивна жена. Па добро, да, може да се каже. Оно шведска да не беше? Шведска, со Ц. Шведска. Да, ти сакаш шведски маси судејки според ова. Сакам. Што има Мешевски? Ништо да ти кажам. Ништо. Ти знаеш колку време јас сум во политика, така? Да, сигурно десетина. Па и јас ще може 5-16 години. Знам со наредни се. Да. Не е битно. Ама кod твоја фотелја, брат, Добро. не сум осетил вакво нешто. А си сменил доста фотели? Преку 20-30 фотели имам Офис сменил. Плюс, пријателе. Офис Плюс. Да си знаеш, Мешевски. За добар задник, само Офис Плюс. Ајде, оди Мешевски. Оди Мешевски, ние треба да се подготвиме за оно што следува. А тоа е, дами и господа, Преспав доаѓа, не знам колку се на број, 4 се ми се чини, значи тука се Тијана, тука е Горан, попознат како Джемо Билбил во минатото, тука е и Васил Зафирчев, тука е и... Кој има друг дојден? И Дритон е тука, супер. Дритон е талат во серијата. Ако се прашувате како дојда со Ford Transit, нормално. Значи останете тука, следува Преспав. Тоа ми е дилемата, како ќе седиме на Канада? Да, и како ја ќе издржам до крај на снимањето со Велината. да не пукне. Да не пукнеш. Ете тоа, ти нешто... Очекувам да ме праша нешто, па јас да му одговорам. Yeah, I got a first class ticket, but I'm blue as a girl can be. I was walking in Memphis. А сега од овие тревки ќе направам нешто кое што помага при варење на храната и прочистување на организмот и многу други работи. А што е тоа? Сега ќе видите. Абрачајдабра и Детокс микс. А сега за крај, еден од вас ќе пресечам на пола. Публика, кај отидовте? Вратете се некој. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Нешто интересно се случува во пансионот Преспав, да видиме што прават инспекторот, Ула, Марио и Талат. Преспав. Ори, ти беше газарица на овие сове што издавате овие? Ја? Зошто? Затоа што поминав ни сиве соби да направи на мала проверка. Ја, во ред, соби безпрекорни. Како ми ни биле спрековани?
На ниеден телевизор кој што пуштив не одеше 1 на 1. Was ist das, 1 на 1? Како мори што е тоа на детено скопјанчено смешки што кажи? Невозможно тоа гледа во сите соби. Може гостите не сакаат тоа да гледат. Ти не си одаде се гледа тоа. Ќе мора да се пише санкциона казна во износот на колку илјади евра. Колку да се договориме? Многу убаво, ќе треба да го затвориме хотелот. Ваш проблем. Мој е да работа по закон и по пропис. Што ќе му кажуваме на вице-премиерот Мешевски? Ќе му кажи што ема Марија Врска Мешевски-цова. Aba тој најави присуство овој викенд дојде. Тако е, јас сум веќе припремио едно прашенце. Слушај се вамо. Овој пат казнава ќе биде јака строга опомена. Ама следниот пат клjuč на врата ќе викла. Да се разбериме, јасно? Ај се ојте пособите на местето, не си кажеш 1 на 1, а ти дај да увида тоа прасето, бре. Тијана, Горан, Васил и Дритон од Преспав, дами и господа. Хало! Тијана тазе дојдена од Белград. Да. Со авион. Со аероплан, да. Едва излетавме. Да? Да. Сериозно, како посмевуе? Па фувка малку или не? Добро што слетавме, пистата не беше исчистена. О, сирота таа писта. Загреота. Меѓународен аеродром, ама... Македонија писта е криво. Не, Македонија пате за ова, тоа Македонија писта треба да. Писта и мајчина, Океј. Од Охрид? Од Охрид, да. Од Охрид. Васил од Велес? Од Велес. Од Велес. Дритон од Тетово дојде. Од Скопје. Ме зезнам. Не, од Скопје сум јас. Од Скопје? Да. Зошто цело време мислам дека така? Добро, знам дека во Затоа што е Трански во талат од МНТО. Талат од Тетово, Тоа нешто тука сум измешал. Дритон нов лик, да речам вака за телевизиски, многу не те знаеме, ама не освои со твоја улога. Сериозно, вака како на улица. Па, да ти кажам право, не им личам многу на талат, пошто така друг имидж имам, брада и Сега шешери. да, точно. Така и на улица се движам. Значи лесно проаѓа, што би се рекол, Да. Што е супер. Што е реално супер, да. Супер, Ама да. Горан не може да се пофали со тоа дека има друг имидж и дека лесно проаѓа. Не. Така? Одамна. Го подзаборавија Джемо Билби? Не бре, не е заборавен. Ах, тој Джемо. Не е заборавен. Има една група луѓе кои ме викаат Джемо, едни кои ме викаат началниче. Точно. Сега актуелно инспекторе. Инспекторе, началниче, саде Виш титули си, инспекторе. Да. Билби. Ти си виш инспектор. Или брич. Добро, сега со ново со инспекторе може да кркаш по ресторани охридски вајда. А? Или кажи. Кажам право. Тешка работа. Очекувавте ли дека ќе биде така убаво? Јас очекував. Да. Ја бев сигурна дека ќе биде. Тебе па ви откај, да. Не, затоа што ги знаеме предходните производи на Охо На продукцијата, продукција. така, јасно. Така што знаев од самиот старт како почнавме да снимаме дека тоа ќе биде нешто што никој до сега во Македонија не го направи. Како тргна сега? Како добивте покана за да работите точно мислам серија и точно таа улога? Имаше шанси некој од вас да игра друг лик или од старт секој Не, од знаеше? старт кастингот, да, кастингот кој што го правеше Билјана Драгичевиќ Пројковска, која што иначе кастинг директор во Охо продукција. На сите ни се јави и ни рече ти си Ула. Значи немаше момент како кастинг еве сега јас да глумам па дали ќе се допаднам едно друго, немаше тој момент. Од старт се знаеше Тијана е Ула, Васил е Марио. Така е. Тоа е добро. Така е. Така, во принцип, значи самиот кастинг беше еден вид и понуда, имајќи во предвид дека така луѓето се познаваат кои се и што се треба да играат. Ние во принцип од старт не знаевме која и каква идејата, на самиот кастинг ни ја кажуваат каква е идејата, така да си беше, како ти кажам, најпрофесионално и веќе на некој начин 90% одбрани ликовите, само беше како... А сценариото, однапред го знаевте? Неколку епизоди, оние кои што ги имавме на... Значи не знаевте како ќе се развива? Па не, разговаравме со режисерот. Тоа е добро или не? Мислам, сакам да кажам како актери.
поубаво вие ако знаете на кај оди приказката, па не знам да градите Па на ни така дадоа или... некакви насоки и многу разговаравме околу биографијата на ликовите, околу односите. Дел од тоа веќе беше дел од генералната идеја, од сценаријата, дел дојде како резултат на наши предлози. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Форд, Мида, Гранд Моторс. Бевте вклучени во, да речеме, нешто после тоа пост? Не ни дадоа ништо да видиме додека не се појави на телевизија. Како за нас изненадувањето? Апсолутно. И за нас. Што е добро. Бевте на првата епизода пред телевизори да гледате? Не дишевме. Така? Ја не дишев. Јас не дишев затоа што мене ми беше ова ватрено крштење. Значи прв пат во животот имав прилика да работам со така големи глумци, со така голема продукција и бев исплашена. Значи не ти беше баш сеедно, а? Не, кој црно сеедно. Првите а кој недела ден ти беше дена. најонака страв? Првиот? Првите недела дена не знаев кај сум буквално. Толку? А кога имаше голи сценички голи? Не голи, ама така секси сценички. У првите недели Па или после тоа? стално кога сум во соба со мажот ми Коста. Моите омилени. Кога Коста бега од ула. Кај се снимаше? Мислам, тоа е локација, студио е, не е вистински комплетно изградено пансион. студио. Не, комплетно изградено студио. Само за тоа? Само да, и се снима во интериер. Така, а имаше публика? Не. Немаше публика, значи таму. Добро, окей. А тие што ги гледавме аутекс, како ги викаат, блупери, грешки од снимање на друго, тие кажуваат дека многу се смеат и самата екипа очигледно. Апсолутно. Да, и ние сами. Да. И ние не може нешто такво да се случи. Па дали ти веруваш? Да. Ја со сцените што ги имам со Горан, психички се припремав, пошто се знаеме 20 и кусур години. Така. И стално се смееме. Значи секоја наша средба е со смеење до 101 и назад. Мораше да се подготвиш за сцена. А Ула е Хитлер, разбираш, мора да биде ладна. И кога ќе ми дојде инспекторот да каже, кај си Моруле, крај на програмата. Така да ти кажам. Оди биди Хитлер. Оди биди Хитлер. Нормално. Јас кога видов Васил со таа точката овде. И сега знаеш како тера тоа снимање, викам на Тијана, од кај му е тречено око? А кај се имате запознаено? Ке ти текне? Во Охрид. Во Охрид? Да. Шо? Одамна. Како, шо? Кај бе? Горан, Горан е, не знам дали знаеш, автор на текстот Маријана, што студени нозе од пеа. Маријана? Маре има уред клима, лади може. Прекрасно. Кети Билјана Веста. Многу одамна се знаеме, многу одамна. Охо. Да. We go way back. Скроз. Yes. Притом, ти, пријателе, имаш искуство со некој од дечки, бе? Не, немав. Или беше така уфрлен? Да, бев уфрлен, ама дека имаше многу убава атмосфера и енергија на сет на снима и некако лесно ми беше да се прилагодам со нив и во нивната енергија и да ја фатам таа фреквенција. Кажи ми Ликов. Бидејќи е специфичен, ти даваше некои насоки или сам си го изгради да биде точно со такви гестикулации, точно така да говори? Како го направи Ликов? Па, заедно го направивме со режисерите во сетот. Ама и пошто не знаев што се случува до тогаш во серијата и тоа ми помогна. Дека така е, убаца. Да, ја не знам ништо, не сум од овде. Тоа, да. Јас сум од ето. Дружба за седување после снимање такви работи се случува еднаш неделно. Еднаш неделно кога имаме слободен ден, да многу уморни бевме, пошто е тоа 13 сати нон-стоп, да. Тоа ми венди са Тијана кој рече. Не се чувствуваш, рече, како после снимање како глуп? Ама бе? Да. Имаш такви моменти. 10 сати од тоа. Снимаш по 13 сата и заглупуваш. Па нема више, си се потрошил. Физички заглуп. Да, ама тогаш најдобро се учи текстот. Зошто? За утрешната епизода. Така е. Дур си глуп. Зошто? Не знам да го објаснам тоа. Зафрича Во еден момент, ние сите и на сет функциониравме од ликовите. Немаше веќе приватно Тијана, Талат. Не, тоа беа ликовите. 10 сата кога снимаш. Си се движевме како ликовите, си јадевме како ликовите. Ула, иначе Тијана јаде као свиња на корито. А Ула кога јаде вака. Многу е фина. Лично вас,
кој ви е омилен лик, а да не е вашиот, да речем. А добро и да е вашиот, можеби, не знам. Пример, ајде Дритон ти. Инспектор Томе. Инспектор Том? Зошто ти е инспектор Томе баш? Па така е интересен како зборува начинот. А ти Джемо да го слушнеш како. Пасе? Мене ми е ликот на Игорче, на Тони. Стојче. Затоа што мислам дека е драматуршки најдобро поставен и некако е најкомплетиран. И сценариски и актерски. Тој дека дечко ти е во серијата. Па сега. Заради тоа! Аз сакам да го прашам конкретно, мислам, целата серија си има моменти на еден вид обштествена и социјална одговорност. Самото сценарио во себе си има Така, таргет групи си. Да речам промоција на некакви европски вредности, меѓу кои што беше и тој прочуен веќе прв геј пар на македонска телевизија. Така веќе се крена нели джева околу тоа малку. Знаеше дека ќе има такво нешто од старт или ова беше едно од изненадувањата? Како дали знаев? Па конкретно е дека Марио ќе заврши со ликов на Игор Стојчевски. Апсолутно, па тоа беше дел од биографијата на ликовите. Ние многу разговаравме околу тоа, какви се тие. Треба ли да ги дадеме да се бацат? Не треба ли да ги дадеме? Или немаше Не, таков тоа е апсолутно неважно. Нигде немате серии во кои што геј ликови се бакнуваат. Тоа во светот не постои, тоа е. Абе на Вил и Грей се утепа. Не. Тоа Не имало никогаш ситком, такво нешто. Такви тој тип на физички контакти, но разговаравме околу биографијата на ликовите, какви се тие ликови. Кои таргет групи од таа заедница ги опфаќаат. И искрено јас очекував и вакви и такви реакции, тоа е нормално да има. И позитивни и негативни. Убаво е да има поделено јавно мислење, да се отвори некаква дебата за тоа. Тоа е и треба да се збори. Тоа е целта на лично што мислите за да речеме тој момент на како да ги крстиме, геј права или социолошки феномен. Не, нама општо. Како подржуваме ли? На што сме? Секој има право да прави што сака, да се чувствува како што сака. Негов избор. Нека воли кокот кога хоче, што би рекол Хим за половина. Пеки. До кај сме со некакво продолжување, не? Втора сезона, таква шема. Смееме да кажуваме. Снимаме втора сезона крајот на април, почеток на мај. Напролет. Добро. Да. Ќе имате можност наскоро да ги гледате репризите од првата сезона. Апсолутно. И тоа ќе иде во наставци до негде на есен, кога ќе можете да гледате втората сезона. Ние едва и чекаме да почнеме да ја снимаме. Многу убава вест за македонската продукција и публика. Тоа е. Тука ќе играме една игра која што прв пат ја вадиме во емисијава, значи не сме играле до сега. Играта се вика Безобразни карти. Значи, ќе видиме што е, значи... Мрсна фота? Не. Немој. Не. Нема да е. Освен ако јас и ти не се бакнуваме. Престани, после ќе те видим. Значи, ќе играме Безобразни карти сега со Преспа. Најинтересното доаѓа по рекламите. Скандал, македонски политичар има фетиш за деколтето на Тамара. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате.
вкусови од супите на Витаминка. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be-Light by Samsonite. Додека другите се окрива дека така одеднаш преку ноќ се помладуваат, јас можам да кажам дека моето лице го среди тимот на ординација доктор Анчевски, кој го направи тоа со проверени и најсовремени методи на извонреден начин. Ги освежив устните, дадов волумен каде недостасуваше и го задржав истиот лик, а изгледам свеж и подмладена. Ако сакате да имате здрава и подмладена кожа, имате само еден избор – ординација доктор Анчевски. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Побрзо плаќање од ова, здрави! Зашто го сакам моето Форд Мондео? Јас како вице-премиер мора секојаш да го имам најдоброто, и затоа си го возам моето Форд Мондео. Мондео беше автомобил на годината во Македонија. А и швелирката па мене ми вика дека јас сум бил вице-премиер на годината. Еве баш се одам по неа. И жена ми. Еве, онака на работа. Стандард, досадно. Шо ќе преш? Тоа е. Играта безобразни карти со екипата од Преспав. Значи, играта во кратки црти е следна. Кај мене се наоѓаат црните карти, кај другите се наоѓаат белите карти. Тоа што значи дека црните карти се фразите кои што треба да се пополнат со белите карти. Значи, овде има нешто, ова ќе биде за проба. За проба. Докторите откриваат најголема причина за добивање на рак е, и сега они треба да изберат од таму. Ова беше за проба. Добро. Одиме сега со вистинското. Сега како овај микрофон и све? Не знам. Не се буни. Ево вака. Ајде, сечи. Добро. Вака вели. Глупо е. Скандал. Македонски политичар има фетиш за
Почни од Дритон. Кој ти е најсмешно од нив? Провери си ги убаво. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Вие другите спремете. Плескање у фаца. Дај да видам. Плескање у фаца. Добро, тоа е Дритон. Македонски политичар. Ајде Горан да видиме. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Ефтин газиран сок со сомнителен квалитет. Добро. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Носење подвезици. Добар. Стави го тука. И последното е од... Мислам дека сега за сега Васил води, ама да видиме. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Деколтето на Тамара. Много е добро е. Публика, дали деколтето на Тамара победува? Поен за Тијана. Секогаш победува деколтето на Тамара. Поен за Тијана. Леле, ајде пак. Браво. Океј, одиме понатаму. Сега следен да сече е Горан. Ајде. Сечено. Океј, одиме. Безобразната карта е: со маки сум се родила, со ќе си умрам. Значи, со маки сум се родила, со ќе си умрам. Ќе почнеме од Горан. Со маки сум се родила, со... Вегите на Маријан Стојановски ќе си умрат. Васил, со маки сум се родила. Со Маријана Станојковска ќе си умра. Добро. Со маки сум се родила. Со Сдружение на земјоделци од Конопиште ќе си умрам. Ова е нерешено, ќе биде, не знам. Ајде, Дритон. Со маки сум се родила. Со пиперки зајвар. Ќе си умрам. Стави го тука. Публика, кој? Горан, а? Со маки сум се родила, со вегите на Маријан Стојановски ќе си умрам. Браво, Горан. Ете си. Одлично. 1-1. Ќе сечеш? Да. Тоа да го читаме? Да, ау. Читај. Единственото нешто за што македонците се обединија е... Ајде да видиме. Единственото нешто за што македонците се обединија. Македонската фудбалска репрезентација. Не е смешно. Ај, стави го, готово си го потроши твоето. Единственото нешто за што македонците се обединија е... Клиторисот. Мисли убаво. Единственото нешто за што македонците се обединија. И Виаграта. Ау, нерешено. Неиста тема. Ајде да видиме. Единственото нешто за што македонците се обединија. Е краватата на Латас. Публика, гласајте. Тијана, добро, втор поен за Тијана. Да завршиме тука или уште едно да влечем? Уште една. Ајде, уште едно влечем. Ајде, сега за сега Тијана води. Па како? Тијана, растура. Сечеше ти? Не. Ајде, Дритон. Од овде вртиме. Ао, браво, прекрасно. Ова е за финале. Во најновиот квиз на Драган Вучич, секој учесник ќе добие... Кој сака нека почне? Кажете кој има. Најде? Во најновиот квиз на Драган Вучич, секој учесник ќе добие... Аналгин. Има они. Пусти го тука. Кој има? Имаш? Да. Прочитај си го само. Во најновиот квиз на Драган Вучич, секој учесник ќе добие чорапи 3 за 100. Соби за смештај во Охрид. Не е лошо. Постави го тука и Горан во најновиот квиз на Драган Вучич. Секој учесник ќе добие... Драган Вучич. Да. И се враќаме назад. Тука се екипата од Преспав, ние што туку игравме безобразни карти. Добри карти. Па не се толку безобразни. Па сега за колко како? Смешни се.
Горан, народен пратеник од Охридски театар. Сомнително лице. Сомнително лице, сори. Кога е престаната да се игра? 94-та. Леле, а колку легендарна до ден денес, ето и претходно спомна дека те паметат по таа представа. По тоа. Зошто беше таа представа добра, многу луѓе ме прашуваат, затоа што тоа беше една екипа која не размислуваше дали ќе успее, дали тоа ќе биде добро, дали како ќе изгледат и зошто и така натаму. Без притисоци, а? Ништо, едноставно за кејф. А тоа што одеше на А1 толку време, ја направи многу популарна, а ви зезна во играњето во стилу, еве сега сите ја видео одеднаш. Во принцип не, затоа што веќе кога ја извртевме, кога ја изигравме по театрите, а тогаш почна да се емитува. Иначе се сеќам 94-та година игравме во Драмски. Така. Во еден ден се продадува 7 представи. Вау! Да. Вау! Тоа е за гордење. Ден денеска кога една таква фина, убава енергија од кои 99% се аматери внатре, точно, но играат со жар, играат со вистински ентузијазам, со точна мисла, со добра мисла и од се срце. Така е, така. И за тоа се памети толку многу. Титијана од Се сеќам Србија. 92 или 93-та, кога ја гледав ја прв пат? 93-та, веројатно. Да, дали се сеќаваш кога Мите Малион во еден момент седев во први ред, тоа беше некој трети или четврти пат да ја гледам Сомнително лице, и Мите Малиот, кој беше неговиот лик? Милисав. Милисав. Во еден момент, ја толку се смеев, ја мислам дека бев најгласна. Почнаш да им пречиш. Значи паднав, во еден момент паднав од столица од смеење и Мите Малиот во еден момент зимаат ружа, не знам од кого, цвет, доаѓа и вика, ево ти едно цветче да не се смиш поќе. Браво! Значи дојде се симна доле у Заради тоа била добра представата. Значи, ја никогаш нема да ја заборавам таа представа и стално и се навраќам на YouTube, ја гледам редовно. Браво, а ти со представите? Па ги џускаме, ги играме. Значи си тера уште Да. во Србија, така? Колку стана на број повеќе беа? Па 100. Така. Колку представи играм? А замислива 100 да игра од еднаш, човече, како смај? Не, моментално играм во една, остана само Пукла брука. Ама беа неколку Беа 3. Така, добро. А на репертоар моментално е уште играме Пукла само брука. Пукла брука, да. Добро, таа и Се си е уште една. популарна и се гостува, гледам и по разни градови си оди. Сегде ја џускаме. Одлично. Васе, ти што се случува во Велес? Па работиме нова премиера. Треба да излезе крајов на месец. Брадата за тоа ли е? Да. Да? Што играш таму? Играм учителот во Ана Комнена. Ајде. Да, тоа е една византиска тема, не многу позната на нашиот простор, за династијата на Комнените. За тоа сукаме бркови. Па сукаме. Сукаме бркови. И кога ќе биде премиерата? Премиерата е крајот на месецот, почетокот на февруар. Одлично. Значи наскоро, за брзо. Си играме представи на репертоар стандардно. Така си Со е, нетрпение така си се е. чекаме да си почнеме со преспав. Така е. Ти Дрито да се пофалиш за некоја представа? Па играм во Драмски, хонорарно така две представи детски. Снежана и седумте џужиња и капетанот Джон Пипл Фокс. Тоа. Па добро, види, не е византиски, али добро. Да. Джемо Билбил, не знам дали го знаете, одбележа една цела генерација на млади луѓе меѓу кои Муева, да толку многу да песни од Куку Леле, кога ќе пуштат, да речеме, песна од Куку Леле, ние почнуваме да си пееме текстов на Джемо Билбил. Ти свесен си, Горан, за тоа колку имаш импакт на некој си 23 до кај 30 години, да речеме. Бога ми толку. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Се сеќаваш пример на текстовите, ако сега би ти пуштиле текстови, може да ти изненадиме појма да немаш дека баш тој текст си го отпеал или не? А? Ајде да пробаме, дајте некои текстови од Джемо, тоест дајте стих, прекинете го на рима, па да погодиме каква е римата, пример. Ајде да видиме. Пушти некој. Швалерская дума. Ушка ти се качил швалером. Швалерская планина. Ти го крена луз Мидерон. Мидерон. Да видиме? Мидерон. Така си е. Не си лош. Чекај другиве да ги видиме.
Пробај. Ја ќе ти кажам. Пробај, ќе ти шепне. Ај, пуштај друго. Легнам на балкон, те гледам, али шта дурсушиш, немој паника да крениш, можеш да го Шиш. Земиш. Крениш. Ајде да видиме. Земиш. Земиш. Ај следно. Ти не им кажа. Па рече Рима! Уста ме болела! О, ти си за обезобразни карти. Ај, пушти друго. Джелен, лепотице. Тритон да погоди. Че ми цепаш, секси. Джелем, лепотице, че ми цепаш секси? Пази. Живце, ајде да видиме. Живце, окей. И нека види уште едно за... Ау, супер, ова е за Васил. Без помош. Пуштај. Црвен, кармин буза, папук, пашка блуза, кратко, фустанче. Слушај. Црвен, кармин бурда, папук, башка блуза. Кратко фустанче. Што е рима, Васе? Каберня. Нема. Ова е поново. И тебе не ти текнува. Не бе. Не ти текнува? Кратко фустанче, джамаданче. Васил вика джамаданче, окей? Дритон, мораш нешто, кажи. Не знам, јас Нешто, пробај Не се. се сеќаваш? Не ти Пробај си. Не. Опинче, окей? Стварно поима немам, не. Ништо не ми текнува. Да видиме. Прслуклари, бостанче. Прслуклари, бостанче. Тоа е тоа. Прочитај го како наратор. Ве молам, музика за нарација нешто? Окей. Црвен кармин бурда, папук, башка блуза. Кратко фустанче, прслук, лари, бостанче. И ова е минута со Јанг Дрва, тука со нас е Сузана. Така ли е? Сузана, вистина и Маја? Да, вистина ми кажа претходно како се викаат. Денес ќе играм играта која што игравме и минатиот пат, значи фактички тоа се слики од Мелита, а ние погодуваме дали коментарот на сликата е вистински или лажем. Многу проста и едноставна игра. Сликите се од Facebook. Да, тоа не кажавме. Супер слика. Се сложуваме ли? Да. Да, одлична фотографија. Што ни се добаја најмногу кај оваа фотографија? Мене ништо. Ништо? Damn. Карминот, погледнете колку убаво со фустанот, погледнете. Може бојата да погоди. Нормално. Ова е се смислено. Да, и бојата. Ајде да видиме коментар. Со здравје да си го вози с Мерцедесот. Вистински или лажен коментар? Лажен коментар. Сме го измислиле ние, а? Да, сигурно. Да видиме. Ова е сепак вистински коментар на сликата. Чудо. Хајде да видиме следен коментар. Најубава во Балкан. Да, вистински гарантирам. Гарантираш вистински да видиме? Да, точно ова е вистински ова. Нема побава. Тоа е тоа. Еден еден. Тоа е многу изедначено за почеток. Red Hot Macedonian Beauty. Да, вистински коментар. Окей. Не, ова е лажен. Ние сме го измислиле. Ајде, Маја е наред. Многу убави нозе и гради. Вистински. Личи на вистински. Много важно! Вау! Кој ги пишува овие коментари, да ми ја да знам. Добре, уште колку имаме? Уште едно. Значи, ова е финале. Да видиме кој ќе победи. Машала Ив Сен Лорен обетки. Што мислите? Вистински. Што мислите? Маја? Не, лажен. Машала Ив Сен Лорен обетки како лажен ти делува. Да видиме. Лажене! Лажене, Маја, Сузана. Повелете, фала за играта. Фала. Аплауз. Продолжуваме со Преспав. Преспав нас разбиваат сезона 2.
и едва чекаме да се случи тоа. До тогаш на Тијана, Горан, Дритон, Васил им посакуваме се најубаво. Ала што не Имаме повика. чајчиња Good Nature нормално, следуваат и пакетчиња витаминка, се уште е нова година кај нас. И тука имаме спиења во хотел Гогов, најубаво местенце за одмор, одете у Пехчева таму. Дечки, преспав нашата омилена серија, Горан, Тијана, Дритон, Васил. Благодарам. Значи, многу се променавме, кажи вас. Жарено. Прекрасно, значи, како домакин. Со поклониве не знам. И чајче ни даде. Па ќе ги делите, ја сигурно нема у Белград, но сам пошо летам со авион. Фала многу на продукцијата, Браво за Жаре, браво за продукцијата, многу браво за забавна публиката. емисија. Значи, вака ни помина 1 сат. 1 сат? 1 сат? И фазла. Вака.